Постојаната закана да остане без специјалистички лекарски кадар практично ја држи во неизвестност едината на општа болница во Кочани, која последните години е доведена на работ на обстанокот. Речиси секој одделение кубури со лекари, па некои ги обслужуваат по двајца, други по само еден доктор. Најкритично е таму каде што нема ниту еден специјалист, каков што е случајот со биохемиската лабораторија, во која по заминувањето во пензија на специјалистот, неговото место е останало празно. Најкритична е состојбата со физикалната амбуланта, во која со години не работи ниту еден доктор, а и нема специјализанти, што значи дека проблемот ќе се провлекува подолг период. И во рентгенологија останаа двајца лекари, од кои едниот треба да замине во пензија, па сега се сведе на само еден рентгенолог, кој треба да ги покрие потребите на населението во поширокиот регион. Ништо не е подобра состојбата и со гинеколошко-акушерското одделение, кој функционира со само двајца гинеколози. На хируршкото одделение работат само двајца хирурзи и еден ортопед, кои се недоволни ниту делумно да одговорат на обемот на работа што ја имаат. На интерно има најмногу доктори, 4, но и тие не се доволни, бидејќи оптималниот број треба да биде над 7 специјалисти. По 20 специјалисти има на неврологија и на психијатрија, со тоа што се планира тука да вработат уште еден невролог и еден психијатар. На анестезија во моментот работат 4 анестезиолози, очна и кожна амбуланта имаат само по еден лекар, што значи и тука не достигаат најмалку уште по двајца. На детско одделение во моментов има 3 педијатри и двајца се на специјализација, што дава надеж за доекипирање. Недостигот од лекари специјалисти Кочанската болница го решава со ангажирање на здравствените установи од други општини, што е само преодно и изнудено решение. Во меѓувреме, се повеќе е присутна тенденцијата млад лекарски кадар да заминува во развиените европски земји, каде работат за многу повисока плата и перспектива во кариерата. Токму затоа, на најопремената и најголемата здравствена институција на крајниот источен дел на државата, неопходна е долгорочна развојна стратегија.